А сега да се вратиме ние на музика и само музика. Нашиот денешен гостин е композитор кој што е вработен во танец. Добро утро за Александар Јовевски. Добро ни дојдовте. Добро утро, добро најдов и благодарам воедно на поканата за оваа емисија. Имаме воедно две честитки за вас. Едното е видеозаписот што ќе го промовирате денес, а тоа е ви лично да ви честитаме јубилеј 75 години од вашата матична куќа. Так. Се уште сме под импресии. Пред 2 дена танец одржа спектакуларен концерт. Ние го најавувавме големиот концерт, да, како помина? Балет. Навистина беше концерт за паметење. Се изведоа антологиски хореографии кои датираат уште од 49-та година па се до ден денес. Тежок им беше изборот на раководителите да одберат што да се одигра, што да се отфрли за жал, да. Што да се отфрли, меѓутоа ќе кажам, концертот можеби траеше 3 часа, меѓутоа помина како во еден здив. Публиката уживаше и нормално ние, професионалните музичари, игрорци, хористи, навистина го уживаме. Имаше некоја најава тогаш кога ја интервјуравме директорката дека се веќе распродадени картите и дека е можно и втор концерт? Има нешто на тоа поле? Не се случи, меѓутоа во многу брз период се продадаа, можеби во час и половина беа веќе продадени билетите, што значи дека танец е еден голем репрезент и бренд на Македонија и што е негова нормална традицијата, обичаите и треба да си го чуваме и само нека се множат јубилеи понатаму за. Да, се множат, така е, Александар. Ви благодарам и повелете. Благодарам Искра. Еве честитки и од мене за 75 годишниот јубилеј на ансамблот Танец, како што кажавте, концерт за паметење. Има Македонија, значи многу и уметнички друштва, имаме богат колоритен фолклор, нешто што се гордееме и дома, а и надвор од светот. Надвор во светот. Александар Јовевски, аранжер и композитор, како што каже Искра, вработен во танец, имате дипломирана музичка теорија и педагогија. А она што е поводот за вашето гостување ова утро е промоција на вашиот спот Игра на инструменти, кој што впрочем е спот, односно видеозапис од албумот Од колено на колено. Ама ке дојдеме полека и до сето ова, би сакала за почеток да го почнеме разговорот со вашата љубов кон музиката, со вашите почетоци. Зборувавме малку пред да влеземе во студиото дека тоа потекнува се од вашиот татко, кој што се уште е активен и е директор на едно фолклорно уметничко друштво. Ајде да не прераскажувам јас, вие кажете како почнувате, од каде се вашите прв контакт со музиката? Како што споменавте, мојот татко е хореограф и уметнички раководител на Младинско културно уметничко друштво Цветан Димов од Скопје. И јас на моја 5 годишна возраст запознавам прв пат со македонската песна, со македонското оро. Прв инструмент кој го засвируваме тапанот. И тука, како што се запознавам со тапанот, доаѓаат моите родители до идеја да ме запишат во Основното музичко училиште Илија Николовски Луј, каде што го изучувам пијаното. И од тогаш почувам во музичките води, секако. Понатаму следуваат запишување во Средното музичко училиште, каде што почувам да ги изучувам народните инструменти, кавал, тамбура, гајда, тапан. И секако си завршувам музичка теорија и педагогија понатаму. Значи, свирите повеќе инструменти, кажете кавал, гајда, тапан и тамбура. Пијано? И пијано секако, да. Значи во нижото музичко училиште го изучував инструментот пијано и во средното и на факултетот како обавезен обликат инструмент. Многу инструменти, секој си бара, предпоставувам, посебно внимание. Секако. И воопшто немаат сличности. Еве, јас сум лаик во ова, меѓутоа, според мене, кавалот со тапанот или со пијаното нема сличности. Како вас ви оди тоа се? Тоа изучување тешко ли ги совладувате техниките на инструментите? Па не, ако сте талентиран и имате волја за работа, не оди многу тешко. Меѓутоа, секако дека треба посветување. Кај мене би кажал дека е доброто што сите тие инструменти што ги имам изучено ги вметнувам во музиката што ја творам. Значи и класиката, значи во обработките во авторските композиции што ги работам, секако има и некои класични моменти што ми останале белек во моето изучување на класичната музика. Меѓутоа повеќе сум осврнат кон народното творештво и сето тоа, цело искуство од моја, како што кажав, 5-6 годишна возраст до ден денес ја вметнувам во мојата музика што ја творам во Кажавме дека сте и аранжер и композитор. Над 20
композиции, така или повеќе? Би кажал, ваши? баш пред некое време ги броев околу 10 албуми имам направено, на кои 6 или 7 сум целосен аранжер и композитор на авторските теми, на другите сум половично, меѓутоа сум во купно 10 албуми. 10. Како композитор и аранжер, да. Честитки. Соработувате со многу музички имиња. Еве можеме Секако. да позборуваме малку и за таа ваша соработка. Како, со кои музичари соработувате? Може да кажете кои композиции се ваши? Так. Учество на фестивали, концерти? Така, соработувам со многу музичари, што ми е особено драго. Еве сега најсвежо последниот концерт беше со Габриела Новевска, исто вокален солист во Танец, на кој изработив албум обработки на народни песни. Тоа се 8 композиции, албумот е насловен Те кажуваат Илино моме и доби своја концертна промоција во Македонската опера и балет. Наскоро ќе биде и промовиран телевизиски целиот концерт. Особено драго ми е што соработувам со фолк иконата која прекрасно пее, Сузана Спасовска. Исто изработив цел албум со 10 композиции, кој е насловен Судбо моја. Следната година колешката Сузана Спасовска планира 10 видеозаписи за тие композиции, нормално ќе има концерти, каде што ќе представиме. Значи за секоја нумера видеозапис се планира? Да. Работам албум за исто колегата од Танец Джелио Дестановски, на кој веќе трета композиција снимивме. И имам изработено 2 албума за Елена Андоновска и така натаму, да не заборавам некога, меѓутоа тука сте значи во етно музиката, одат веќе инсерти од вашиот видеозапис Александров танц. Тоа е исто така нумера од вашиот албум Од колено на колено. Секако, така. тоа оваа композиција, овој видеозапис беше како најава за мојата концертна промоција во Македонската филхармонија, која ја направи во 2023 година. И тоа беше значи најава за самиот концерт. Така да ова е првиот запис што го направивме од албумот кој има 10 композиции Од колено на колено. А тој сега што ќе промовираме во оваа емисија е продолжение на Александров танц и е насловен Игра на инструментите. Да, ќе зборуваме и за тоа малку подоцна. Сакам сега да го најавиме, односно да позборуваме за албумот Колено на колено. Така. Од колено на колено има наслов, значи дека нешто мене ме асоцира дека нешто се пренесува од колено на колено. Дали е тоа нашата музика, можеби, нашиот фолклор, нашата традиција во овој албум? Јас би кажал тоа е една мисија за мене. Јас сум влюбеник во нашата народна песна и нашето оро. Меѓутоа ете и се остава и авторски композиции кои би рекол малку ги работам во помодерни аранжмани, меѓутоа се запазува базата на македонскиот фолклор, се со цел во 21 век да оставиме нешто што ќе биде изворно за следните генерации. Како што јас, пример, сум примал од многу знаени и незнаени уметници што сум изучувал македонска народна музика, од мојот татко, така да Од колено на колено се надевам дека помладите генерации ќе ја воспримат мојата музика и ете ќе значи нешто понатаму. Да. Има ли интерес за кај младите за македонската изворна музика? Се повеќе. Јас порано бев и наставник на ученици и ќе продолжам исто во Младинско културно-уметничко друштво. Баш следнава година планираме проект на и отварање на курс за народни инструменти, така да чим го слушат кавалот, тамбурата, никој не останува равнодушен и кај дечињата. Значи, пошто сме правиле презентација, имам правено во градинки, во основни училишта, никој не останува равнодушен и сите мирно следат кога се изведуваат народните инструменти. Каков инструмент е кавалот? Магичен би кажал, магичен. На почетокот е малку тежок за музицирање, меѓутоа треба голема волја, како што споменав, и звукот кој ќе извадите на вистина е многу топол и би кажал дека на секој музичар се слуша преку него душата своја. Така да секоја емоција, душата се чувствува преку тоа што се изведува, преку езгијата, преку мелодијата и слично. Многу кажавте, дури и ме наиживте вака кога го спомнавте ова. Вие сте исто така нон-стоп сте во етно музиката. Имате свој етно состав Монистра, кој што музицирате веќе долги години. Да. И исто така етно состав имате соработка со етно состав Афион од Хрватска. Така. По завршувањето на мојот факултет добив покана од етно состав Афион да бидам член на таа хрватска група што
преработува македонска музика, меѓутоа дел од композициите си од цел Балкан. Меѓутоа, основата е македонската музика и со големо задоволство ја прифатив таа покана. И Тоа е чест на вистина да се заинтересираат од Хрватска за нашата многу ја музика. почитуваат. Афион е оформен во културно-уметничко друштво во Загреб. Ја засакуваат македонската музика и така доаѓа до идеја за оформување на еден етно состав во Хрватска што ќе твори македонска музика. Така да околу 8 години концертно низ цел свет околу 500 концерти баш имаме забележено дека се отсвирени. И вие настапувате заедно со нив, така? Низ Два светот. албума се издадени со нив, каде што јас сум исто аранжер од композициите, на дел од композициите, така да особено ми е драго што и тоа искуство се помина со прекрасни професионални музичари од Хрватска. Што е со Монистра? Тоа е македонски етно состав, Македонски етно состав кој е оформен 2002 година. Јас сум музички лидер на етно состав Монистра. Монистра има обработки на народни песни, меѓутоа и авторска музика, на која пак ќе споменаме базата на македонскиот фолклор. И првиот албум ни е насловен Монистра, вториот албум ни е насловен Кини са моме на вода, песна испеана од Александар Сергиевски во 10-осмиски такт, многу оригинална песна. И многу концерти, многу убави спомени низ цела Европа, значи навистина прекрасно искуство со Монистра. Што е она што носите со себе од секој концерт? Што е она што која е пораката која што преку песните, преку музиката ја испраќате на публиката и што после секој концерт што е она што си го носите како спомен од бидејќи еден ист концерт не може да има, нели? Секој концерт зависи од енергијата на публиката, од вашата енергија, можеби од моменталното расположение, ама најчесто што е она што носите со себе од концертите и како ве прифаќа публиката, поготово кога настапувате надвор од нашата држава? Секој концерт си е посебен, ми кажал, и секој концерт е со посебни преси. Кога бевме помлади, би кажал, со Монистра, прво со сомнеш не гледаа, бидејќи бевме навистина млади, на 18 годишна возраст се оформив Монистра. Меѓутоа, после втората, третата композиција се увидува самата публика дека се работи за професионален состав без разлика на нашите години. И секогаш сме наидувале на убава публика што ја восприма нашата музика и тоа е показател дека сме го правеле нештото уште од млада возраст како што треба. Така да е многу убаво кога музичар е задоен со од помала возраст за да знае како да твори понатаму. Имаме прекрасни концерти, сме биле во Израел, во Италија, каде што имаме навистина многу богат фолклор и треба да се гордееме со тоа што го носиме и што го музицираме на концертите. Кога одите на концерти, одите само како етно состав Монистра, имате можеби и културно-уметничко друштво кое што ве прати или само вие, само свирите? Само самостојни концерти тоа биле. Да. Со ансамблот сме си идели исто на турнеи, на различни концерти, организираме концерти низ Македонија, така да секој си е засебен проект. Да. Сега да се вратиме на она што е поводот за вашето гостување, игра на инструменти, дел од Колено на колено. Да ни кажете нешто повеќе за видеозаписот, со кого е работен, каде е снимен, што значи игра на инструменти, која е пораката што сакате да ни испратите? Так. На нас, на публиката. На моје големо задоволство и првиот видеозапис што го споменавте Александров танц и вториот видеозапис што сега ќе промовирам игра на инструментите, работен со многу голем професионалец, режисер, сценарист Даниел Јовески. И особено ми е драго што соработуваме, бидејќи имав огромна желба со него да соработувам, така да му благодарам на прекрасните два видеозаписа што ги изработи. Навистина знае да ја долови цела емоција на самата музика и преку видео аудио приказа да ја прикажеме нормално на публиката. Останатиот уметнички тим е голема благодарност до Антонио Стојчевски, кој е колекционер на народни носи, кој шие народни носи, кој е воедно и статист и на самиот видеозапис. И голема благодарност до моделите Анастасија Бошковска, Мануела Бошковска и актерката Сара Спирковска, која е освен актерка и модерен танчер. Локацијски каде е снимен спотот? Локацијски е снимен на Скопскиот аквадукт, старата Скопска чаршија. Опфативме убавините на Матка и дел од Охрид. Гледавме, пошто се работи за македонска музика, колку можеме да опфатиме од нашите убавини, што ги има многу. Се надеваме дека доловивме доста
доста Игра тоа. на инструменти, колку инструменти вклучува во таа композиција? Бидејќи е игра на инструменти, Так. како танцете, јас така го доживувам. Тука се вклучени кавалот, тамбурата, имаме дев, имаме пијано, перкусии додатни, бас-гитара. Меѓутоа, зашто игра на инструментите, бидејќи се надополнуваат како разговор на инструментите и затоа го доби композицијата игра на инструментите тој наслов. Како е прифатена композицијата од публиката? Досега имате информации? Одлично е прифатена. Таа композиција е една од првите што ја изработив за овој албум. Така да не само таа композиција, него целиот албум е многу добро прифатен од публиката. Тој албум значи го промира скоро низ цела Македонија, низ 7-8 града. И се надевам дека ќе продолжи како концерти, така? Да. Првиот концерт беше во Македонската филхармонија, каде што беше преполна салата, каде што имаше бисови, каде што имаше импресии после тој концерт 10 дена и ете, твориме, тоа ни е нашата мисија. Да. Ќе го слушнат гледачите овој видеозапис, игра на инструменти. Само пред да го заокружиме разговорот, сакам да ве прашам една ретроспектива на годинава што изминува на професионален план. Еве лично за вас, колку сте задоволни од годината и кои се вашите очекувања во наредната година? Дали може би нешто ново? Се планира може би некој нов албум или се уште рано? Секако. Јас цело време творам. Цело време сум во идеја, не престанувам, значи волјата постои и ќе постои. И секоја година си носи нови проекти. Оваа година, како што ги споменав, имав прекрасни проекти, албум со Сузана Спасовска, албум со Габриела Новевска, работам исто, ќе споменам и забавна музика со Андријана Јаневска, почнеме проекти каде што две песни мои Тоа е нешто што треба да го очекуваме во наредната година. Се очекува во наредната година, така да не само во етно музиката творам, значи се гледам и во други правци. И во поп музиката? И во поп музиката. Значи се си доаѓа само по себе, да си редат коцките, значи проект за проект. И следната година си планирам исклучиво баш пак ќе кажам, само музика и тоа е она што ме држи и нормално поддршката од мојата фамилија. Тоа е најважно. Да. Тоа е најважно да ја имате поддршката од вашата фамилија. Имате две дечиња, нека ви се здрави и живи на 10 години така или на 9 и на 4 години. Поголемката е 9 години и 4 години. Секако Јована 9 годишната веќе игрорец во ансамблот Цветан Димов и изучува виолина, па ќе видиме, ќе се покаже времето без форсирање. Така. Вашите почетоци се исто во културно-уметничко друштво, ама некогаш заигравте? Како не, имав желба, меѓутоа повеќе се пронедав во инструментите, така да во музицирањето. Од овие 5-6 инструменти кои што ги споменавте, може да издвоите кој ви е вака при срце, што најмногу сакате да свирите? Дали е можеби тоа кавалот, бидејќи не би можел искрено, душата ја покажувате на публиката, како што кажавте самиот? Можеби кавалот, да, можеби кавалот. Меѓутоа кавалот и тамбурата се пронаѓам 100%, така да кој инструмент да го фатам во рака и одма се твори, се музицира, така да преголемо задоволството да се изведува на македонски народни инструменти. Мене ми е жал што ништо не можевме вака во живо да слушнеме, ама затоа ќе слушнат гледачите сега игра на инструменти. Тоа сте вие во спотот, има 4-5 односно 5-6 инструменти се свират. Предпоставам ваши колеги, може да сакате да споменете некој од учесниците. Голема благодарност до Радко Дудовски, перкусионистот на таа композиција, Горан Гешовски, басистот, и јас ги свирам пијаното, кавалот и тамбурата на истата композиција. Исто би нагласил да не забораваме, игра на инструментите е како проект од национален интерес, поддржан од Министерството за култура, така да многу особено ми е драго и самиот албум Од колено на колено, што Министерството за култура го означи како проект од национален интерес. Така и ќе остане. Особено задоволство. Игра на инструменти и Александар Јовевски.